Македонското образование се уште ги трпи последиците од катастрофалните и неуспешни реформи на поранешната министерка Мила Царовска. Наместо најавите дека секое дете ќе го постигне својот максимален потенцијал, се создаде тотален хаос во училиштата. Од коалицијата Менуваме велат дека инклузивното образование не ги дало посакуваните резултати и поради тоа се случува децата со попреченост да бидат изоставени или заборавени во процесот на образование. А кажете ми во редовно образование, дали е подобро некој да те стави на последна клупа и да те заборави? Еве, да ве прашам вас. Имаме час по физкултура, така? И сега имаме баскет. И сега имаме 30 дечиња. И јас сум слеп. Дете, нели? И сега кажете ми, јас како ќе играм баскет, не можам да играм. Ќе треба да седам да ги чувам ранците на другарчињата. Од коалицијата бараат враќање на стариот модел на образование, односно децата со оштетен слух, вид и говор и другите деца кои имаат некаква попреченост да учат во специјализирани училишта каде ќе има стручњаци кои ќе работат со нив, но и со нивните родители. Како нешто ново што предложивме како коалиција Менуваме, до сегашната образование во Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов Скопје, во средното образование, кој што беше до сега праксата, како што е картонажа, која што е застарена програма ПТТ, да се замена со средно гимназиско образование, како и средно музичко образование, како и информатичко програмирање, кој што и то како можат слепите лица да бидат добри програмери да работат на датабаза. Овие барања беа представени пред Министерката за образование Весна Јаневска. Во ресорот во моментов се подготвуваат повеќе закони со кои треба да се унапредат образовните услуги. Оттаму веќе порачаа дека родителите ќе имаат избор дали сакаат детето со попреченост да оди во специјализирано училиште или во обично каде на располагање треба да има асистент. Во Македонија има околу 2000 деца со попреченост и 650 асистенти, а се работи на ангажирање нови.